Неодамна беа пуштани фалсификувани пари во оптек, имено стануваше збор за 2000 денари. Народната банка го воочи тоа и ги предупреди граѓаните. Сега, драги наши гледачи, вам да ви стане појасно и нас се разбира, како да препознаеме дали станува збор за фалсификувани или пак за вистински банкноти, како ние како обични граѓани да ги препознаеме, а лесен бил начинот на препознавање. Наш гостин е раководител во Народната банка на Македонија, Бојан Цветковски. Добро утро. Добро утро и ви благодарам за поканата во вашата емисија и поздрав до гледачите. Мислам дека вечна недоумица и прашање ќе остане како да се препознае дали станува збор за фалсификат или пак за вистинска банкнота, но еве би почела со воведното прашање. Вие алармиравте дека 2000 денари се фалсификувани пуштени во оптек. Како го воочивте тоа и како, еве објаснете ни како да препознаеме дали станува збор за фалсификувани или пак за вистински? Да, Народната банка на својата веб страница има објавено известување за појава на нов тип на фалсификат со кој што сакаше да ја извести јавноста и да делува превентивно, односно да ја зголеми свесноста кај граѓаните од важноста за проверка на автентичноста на банкнотите, односно на нивните заштитни елементи. Народната банка е единствена институција која што во земјава е овластена за утврдување на автентичноста на книжните и кованите пари и во нејзини рамки е формирана посебна организацијска единица која што е задолжена токму за ова, за вештачење, односно за стручна експертиза на сите доставени сомнителни книжни и ковани пари, без разлика дали се тие деноминирани во денари или пак во некоја од странските валути кои што циркулираат во нашиот платен промет. Во рамките на оваа организацијска единица, значи се врши вештачење на банкноти и монети и се води базата на податоци за сите регистрирани фалсификувани банкноти и монети на нашата територија. Согласно на ова, значи Народната банка, односно оваа организацијска единица е и првата која што ја утврдува појавата на некој нов тип на фалсификат, како што тоа беше случајот и со новиот тип на фалсификат со апоенска вредност од 2000 денари. Ја алармиравте до јавноста? Ја алармиравме до јавноста со цел да делуваме превентивно, односно да ја зголемиме свесноста кај граѓаните и да ја потенцираме важноста од проверката на банкнотите и монетите со кои што граѓаните доаѓаат секојдневно во допир. Јајде да објасниме како тоа. Имаме и 2000 денари. Кога зборуваме за банкнотата од 2000 денари, односно за новиот тип на фалсификат за кој што извести Народната банка, морам да напоменам дека овој тип на фалсификат релативно лесно може да се препознае, доколку граѓаните се информирани и доколку знаат на кој начин да ги проверат заштитните елементи на банкнотите. Конкретно, кај банкнотата со апоенска вредност од 2000 денари, најлесно може да се препознае автентичноста доколку ги проверуваме елементите на предниот дел на банкнотата. Највпечатливи заштитни елементи се елементот отпечатен со оптички варијабилна боја и заштитниот конец. Елементот отпечатен со оптички варијабилна боја има својство да ја менува бојата од сина во зелена со придвижување на банкнотата. Исто така во внатрешноста на овој елемент може да се забележи светло-зелен прстен, кој што со придвижување на банкнотата симулира движечки ефект. Значи тоа е линијата, така? Тоа е линијата, оваа светло-зелен круг кој што симулира движечки ефект со придвижување на банкнотата. Да, вториот Цветковски пред да ги има уште елементи во тоа. Има уште еден елемент кој што е доста впечатлив, тоа е заштитниот конец, кој што е составен од две испреплетени ленти, од кој што едната лента со придвижување на банкнотата ја менува бојата од црвена во зелена и на неа јасно може да се забележи испишан текстот НБРМ и 2000, додека другата испреплетена лента ги менува боите како виножито со придвижување на банкнотата. Кај фалсификуваните банкноти, ефектите се сосема поинакви, односно оптички варијабилната боја не ја менува бојата со придвижување, си останува иста, прстенот во внатрешноста го нема, а заштитниот конец исто така има сосема поинакви својства, односно не ги менува боите на ист начин како што тоа е случај кај оригиналната банкнота. Имаме ние други банкноти, ќе објасниме и на другите, на што треба повеќе да се внимава, но тука се наметнува прашањето колку се сигурни парите од шалтер, банкнотите кои што ги подигнуваме на банка на шалтер и од банкомат.
Да, и во тој поглед граѓаните може да бидат мирни и сигурни дека сите пари кои што ги добиваат од шалтерите, односно од благајните на деловните банки и од банкоматите се 100% сигурни со оглед на тоа што Народната банка врши обука и сите вработени во деловните банки кои што имаат контакт со готовина имаат обврска да поминат обука во Народната банка. Обуката во Народната банка се состои односно ги опфаќа сите аспекти на готовинското работење, а особено внимание се посветува на проверката на заштитните елементи, на македонските денари и на останатите валути кои што најчесто циркулираат во нашиот промет. Што значи дека сите вработени на благајните се обучени да ги препознаваат сомнителните, односно фалсификуваните банкноти. Што се однесува до банкоматите, исто така Народната банка врши сертификација и тестирање на сите банкомати и на сите машини кои што банките ги користат за обработка на готовина. Ова тестирање или сертификација се врши најмалку еднаш во годината, а по потреба, доколку стручните лица во Народната банка оценат дека има потреба, истото може да се изврши повеќе пати во текот на годината. Се со цел граѓаните да бидат сигурни дека од банкоматот нема да добијат фалсификувана банкнота и не само фалсификувана, туку и банкнота која е штетена или излитана. Од банкомат, значи, може да добиете само пари кои што се соодветни за оптек. Така. Можеме да продолжиме и со другите банкноти, чисто со мала едукација на нашите гледачи, на што повеќе треба да внимаваат и како да препознаваат фалсификувани пари. Ако е сигурна 2000-аркава дека лесно се се познава. Значи заштитните елементи кај сите банкноти од македонските денари се слични и начинот на проверка е сличен. Значи нашите банкноти се печатени на најквалитетна хартија, висококвалитетна хартија изработена од 100% памучни влакна, која што на банкнотата и дава посебни својства, односно посебна цврстина, еластичност и отпорност на превиткување. Дури и звукот кој што го произведува банкнотата кога ќе ја превиткаме е специфичен. Нели, оној посебен звук што го имаат парите. Заштитните елементи во принцип може да се проверат на 3 начини. Тоа е со придвижување на банкнотата, визуелно, со поставување на банкнотата под изворна светлина и со допир. Значи, со допир, прво кога ќе ја земеме банкнотата во рака, треба да ја почувствуваме специфичната хартија на која што се печатени банкнотите. Значи, таа посебна цврстина, еластичност и отпорност на превиткување. Исто така, банкнотите на својата површина, обично на предната страна, на делот каде што е поставен основниот елемент, називот и номиналната вредност, називот на Народната банка, подписот на гувернерот и елементот на левата страна од предниот дел на банкнотата, кој што е отпечатан со интаглио, односно со релјефно печатење и кој што помага за полесно распознавање од страна на лицата со делумно или целосно оштетен вид. Значи, овие делови се печатени со интаглио печатење, односно со релјефно печатење, кое што може да се почувствува кога ќе поминеме на овие делови со прстите. Фалсификуваните банкноти ги немаат овие својства, односно ја немаат таа специфична цврстина, еластичност и најчесто се мазни кога ќе поминеме со прстите по нивната површина. Со поставување на банкнотата под изворна светлина, можеме да го провериме водениот печат, кој што се наоѓа на левата страна, доколку гледаме од предната страна, односно од аверсот на банкнотата, а исто така видлив е и доколку ја свртиме банкнотата на незината позадина, тогаш ќе се наоѓа на десната страна. Значи, елементот е видлив од двете страни на банкнотата и тој има специфична длабочина и тридимензионална форма, која што ја немаат фалсификуваните банкноти. Тие обично ги имитираат овие елементи со печатење со некоја нијанса на жолтеникава, на бела или на сивкаста боја. Кај банкнотата од 2000 денари, исто така и кај банкнотата од 1000 денари, на позадината, на задниот дел од банкнотата, со придвижување можеме да ја провериме иридисцентната лента, која што е метална, лента со метален сјај, која што е видлива само кога банкнотата ќе ја поставиме под одреден агол. Не знам колку тоа можат камерите да го забележат, ќе може да се видат
да се види значи стилизиран цртеж и номиналната вредност како наизменично се повторуваат од горниот до долниот раб на банкнотата. Исто така зборувавме за елементот отпечатан со оптички вариабилна боја, кај банкнотата со 2000 денари, истиот елемент, тоа е овој елемент кај банкнотата со 1000 денари, кој што ја менува бојата со нејзино придвижување. Да. Добро, која најтешко, да речеме, се препознава дали е фалсификувана или е вистинска? Што вели искуството? Значи, сите банкноти можат на многу лесен и едноставен начин да се проверат, како што напоменав, со единствено доколку граѓаните имаат информации на кој начин да го направат тоа, односно со проверка на оние елементи кои што веќе ги наведовме. Нашите банкноти се печатени, значи, со највисока технологија, се вметнати во нив елементи кои што се многу софистицирани и многу лесни за проверка од страна на граѓаните. Секако нашите банкноти имаат и други елементи кои што можеме да ги провериме со помагала. Например, банкнотите имаат и микротекст на нивната на многу делови на нивната предна и на задна страна. Можеме тоа да го провериме со помош на лупа, на рабовите на банкнотата, во засенчените делови од номиналната вредност. Исто така имаат и UV заштита, доколку имаме UV лампа, исто така можеме да ги провериме и UV карактеристиките. Особено впечатлива е UV заштитата кај банкнотите со апоенска вредност од 2000 денари, тоа на задната страна. Значи, овој дел овде ќе флуоресцира во две различни контрастни бои, рајските птици, односно пауните, кои што го чуваат изворот на животот, под UV светлина флуоресцираат во црвена и зелена боја. Во овој дел овде, во средишниот горен дел, ќе се појави номиналната вредност 2000 и низ целата површина на банкнотата, под UV лампа, ќе можеме да забележиме како флуоресцираат заштитни влакненца во жолта, зелена и сина боја. Сега вие на сигурно се ги земавте таму парите, сите, ги тргнавте од жената. Ако, добро. Во ред, или јас бројам, па запа ги земавте, да не ги избројам. Да провоцираме. Сигурно имало вакви случаи порано, нели, со фалсификувани банкноти, не само кај нас, ова е, нели, случај во сите земји во светот. Што во тој случај граѓаните треба да превземат? Како да постапат, што ги советувате како Народна банка? Така, фалсификувани банкноти имало, има и ќе има секогаш. Меѓутоа, морам да напоменам дека фалсификувањето во нашата земја е на релативно ниско ниво. Тоа го покажува и статистиката, која што за минатата година, например, ни покажува дека на секој милион оригинални банкноти кои што биле во оптек, сме имале 2 фалсификувани банкноти, со што веројатноста обичниот граѓанин да се сретне со фалсификувана банкнота е сведена на минимум, би рекол. Така. Но што доколку се сретнат, еве тоа сакав да го наметнам како прашање, како ние да постапиме? Еве, јас никогаш искрено кога вадам пари не сум ги ставила да препознаам. Сега ми објаснивте како тоа и навистина ќе проверувам, но верувам дека голем дел од граѓаните кои што не гледаат ќе проверуваат, но како да постапиме? Еве сме ја нашли и сега. Секоја појава на сомнителен примерок на книжна или кована пара, граѓаните кога ќе го приметат се должни да го пријават во полиција или пак во некоја од деловните банки. Бидејќи се работи за фалсификување на пари, а фалсификувањето согласно законските прописи представува сериозно кривично дело. Откако ќе ги соберат потребните информации, Министерството за внатрешни работи ги доставува сомнителните примероци до Народната банка, каде што Народната банка врши стручна експертиза на овие примероци. Доколку утврди дека се работи за фалсификувана банкнота, Министерството за внатрешни работи во соработка со јавното обвинителство се должни да започнат истрага се до конечно расчистување на случајот. Сега, добро, велите фалсификувани пари имало и ќе има. Велите, многу е мала веројатноста да најдеме фалсификувани пари, тоест да дојдеме во допир со фалсификувана банкнота, но што вие како Народна банка правите за да речеме, се сузбие овој проблем или дали може конечно целосно да се реши, да кажеме нема. Тако нешто не постои. Така. Мала е веројатноста дека некогаш ќе се сузбие целосно фалсификувањето, меѓутоа Народната банка презема бројни активности кои што се насочени кон превенција и сузбивање на фалсификувањето.
Превенцијата од една страна се врши со развој и со надградба на заштитните елементи на банкнотите, а од друга страна се врши преку постојана едукација на јавноста за заштитните елементи и за начините на нивна проверка. Народната банка исто така разменува информации и соработува со сите институции во земјава и во странство кои што се вклучени во системот за борба против фалсификувањето на пари. Првенствено овде би потенцирал соработката со Министерството за внатрешни работи, како институција која што е одговорна за спроведување на истрагите поврзани со кривичното дело фалсификување на пари. Исто така Народната банка води сметка и за заштита на евробанкнотите и монетите од фалсификување и има подпишано договори со Европската централна банка и со Европската комисија во насока на заштита на овие евробанкноти и монети од фалсификување. Односно со нив разменува информации и разменува информации, било какви извештаи кои што се поврзани со сите регистрирани фалсификувани евробанкноти и монети на нашата територија. Господине Цветковски, благодариме за ова гостување денес во Македонија наутро и за едукацијата која што ја направивме за сите нас, како полесно да препознаваме фалсификувани банкноти. Се гледаме повторно на некои од другите теми кои што доаѓаат токму од институцијата каде што и вие работите. Благодарам за ова денешно гостување. Ви благодарам и јас за поканата и се надевам дека влијаевме малку на граѓаните и на Јована за да ја подигнеме свесноста за и важноста да ја потенцираме од проверката на автентичноста на банкнотите со кои што секојдневно доаѓаме во контакт. Не само Јован, јас морам да признам дека јас навистина не сум ги знаел многу од овие работи, така да благодариме за оваа едукација. Благодариме брзо, соберете си ги мажите парите, ајде. Еве да ги вратам примероците. Брзо, така.